Да се Русија да се гласа да не се прифати, нормално беше и Кина, што беше воздржана, меѓутоа еве се обидаа со одредени одлуки понатаму да одат преку Генералната асамблеја, собранието да се состане. Тоа ми беше следното прашање, може ли асамблејата да го компензира Советот за безбедност? Ги има ли тие надлежности? Мислам дека е многу тешко да се реализира една таква. Обично Советот ги одобрува или дискутира за одлуки што се донесени на Советот за безбедност. А сега собрание, мислам, асамблејата да му каже на Советот ќе се наруши. Малку е обратно, не? Обратно и повторно истите што биле ќе биде негативно. Нема таков нов систем за одлучување кога ќе стигне одлука од асамблејата. Исто е повторно. Повторно членовите што се постојани ќе си гласаат секој за своите интереси. Така дел од политиката очекува Путин да се најде како воен злосторник и пред меѓународен суд за воени злосторства. Можно ли е тоа да се случи? Видите, мислам дека е се уште далеку да се зборува за таа ситуација. Путин треба да биде прво испорачен, треба да има пресврт во самата земја, треба да има сили кои ќе го предадат него, треба да има сили кои ќе дојдат по него. Се уште Русија е да кажам моćна, затоа што пак се враќаме, се подготвувала долго, овде се предвидени сите овие ситуации. Ќе остане уште неколку месеци да видиме како ќе истераме овој дел од зимата, како ќе биде со нафтоводот и со другите енергетски со кои Русија располага и ги има, понатаму каков ќе биде бизнисот и деловната соработка. Знаете, овие години многу фирми од Германија влегоа во Русија, работат. Тоа се автомобили, тоа се делови, тоа се фабрики тамо, собственици на фабрики. Тоа значи санкциите спрема Русија ќе бидат некој вид и бумеранг кон европските држави за нас сиромашните и да не зборувам. Ако една Германија ја погодат, бидејќи ние сме добар извозник за натаму или економска соработна, ќе бидеме и ние секако погодени. Ме интересира, многу анализи упатуваат дека и Балканот, посебно ние, Западниот Балкан, Босна исто така, сме под некаков удар, под некакво влијание кој може да се прелее слично на настаните во сега што се во Украина. Можно ли е такво нешто? Или сме сепак стабилни еве и како земја на Македонија? Знаете, Македонија се надеваше дел од производите секој да ги пласира во источните краеви. Знам дека во Романија многу се извезуваше и јаболка и зелка и така, а Русија, мислам, ние не можеме да нараниме еден град, а камоли да почнеме да размислуваме за целата држава. Тоа е огромен простор, тоа се многу луѓе, знаете, кои ќе ви се стесни и тој пазар, ние каде ќе ги пласираме? Горе-доле сите исто произведуваме овде. Нешто да сме произведуваш на големи енергии далеку од тоа. Ние ги почувствуваме најсилно. Сега, Македонија може ли да се чувствуваме побезбедни, посигурни како членка на НАТО порано? Како побезбедни, да, како членка на НАТО, апсолутно. Меѓутоа, од економски аспект, ќе чекаме секогаш инекција од Европска Унија, нешто од НАТО, да дадат нешто тука да се работи, да се произведува, бидејќи ние сами милиони и нешто не ќе можеме да произведеме нешто што ќе можеме да го извеземе и каде ќе го извеземе. Искрено, нити дојдовме да изнервираме, нити имавме некаква намера, нити па дојдовме со било каква намера да се спречкаме со градоначалничката. Како дојде до средбата пред универзална? Значи, претходниот ден излезе градоначалничката и кажа дека универзална сала е небезбедна. Ајде да кажам дека кажуваат дека проектот е небезбеден, значи не може проект да биде небезбеден, може објект да биде небезбеден. Знаете, ден предходно, ден или два... Ако се реализира проектот, салата ќе биде небезбедна. Па да, ама сега, значи, кога лиферуваат сообштенија, па може и писмени да бидат. Кога
Неколку дена пред незе градоначалникот на центар си дозволи да каже дека не па многу му се допаѓа изборот на конкурсното решение за треска. Значи, тоа нити па јас си дозволувам да кажам дали нешто ми се допаѓа или не. Ајде да се држиме сите на своите работи, затоа што и во тоа во кое сме стручни. Да кажете дека универзална сала е небезбедна е заплашување на луѓето. Прво, објектот не е завршен. Не може да кажете дека она е небезбедна. Ние таму што стоевме беше небезбедна. Искрено ве молам поред за гледачите и мене да ми биде јасно, додиме некако по некоја хронологија. Вие асоциацијата или група во асоциацијата го изработи проектот, слушам бесплатно или по €1 символично колку нешто да има, така? Тоа е дониран е проект од наш колега, член на асоциацијата, и тоа е донација. Тоа е приказка за себе, како е дозволено да биде донација, ние тогаш реагиравме. Значи, зошто е донација и доаѓаме до проблемите на асоциацијата. Авторот го кажа. Да, има секој право да донира, ете тој автор донирал. Работата е што ние како архитекти веќе години, 20 на години наназад, ја не се ни сеќавам колку години наназад, колегите бараат официализирање на минимален ценовник по кој ќе работат архитектите, исто како адвокатите. Тужбата вечини толку и толку, па после тоа имаме некој си ги зголемува цените како се цени себе си, како има клиенти. Нашиот ценовник не се донесува и стои некоја цена. Секогаш сме ние архитектите на предмет на негативно надавање. Дури државата кога бара услуги од нас, ние ги даваме со негативна аукција. Но во крајна линија неважно е дали е платен, не е платен, некој го донирал, не го донирал. Тоа е професионално изработен проект од колега кој апсолутно има референци за тоа да го направи. Ми се чини клучот е во проценката на градоначалничката на Скопје дека проектот не нуди безбедност за посетителите на универзална сала утре задутре, нели? Го кажал тоа, ние тука избегавме она, ги плаши луѓето дека кога ќе биде готова. Од каде е тоа? Некој го кажал тоа, некој од вашите колеги веројатно. Кога ќе биде небезбедна. Сметам дека треба да граѓаните не морат ни да ги знаат, тоа се и тајни на некоја професија. Знаете како? Измените во текот на градба се за нас баналност и секојдневие. Секоја измена има процедура што све треба да помине и кој треба да ја верификува. Како што имате проект, па проектот има ревизија, така имате измена на проектот и ревизија на измената. Кога ќе дојде до одредени измени кои се пропишани, повторно оди во ИЗИС. Значи, шпекулацијата дека ИЗИС дошол, утврдил дека нешто е небезбедно и повлекол нешто, не е точна процедура. Значи, вие имате надзор, констатирате нешто заради што морате да го измените проектот, го менувате проектот, го верификувате по процедура. Тоа е процедура. И претходното решение не важи, може да викате дека е повлечено, меѓутоа важи новото. И ИЗИС кај нас е реномирана институција, работи во светот. И плюс надзор има на изведување. Апсолутно, луѓето се одговорни со име и со презиме и со институции. Добро, и кога се реконструира нешто како и дома, менуваме плочки на кујна, ќе се појави некоја инсталација, па менуваме идејата, бараме нови решенија, веројатно. Помали плочки, поголеми мораме да ставиме. Некогаш и самите инвеститори ќе речат, сакам оваа просторија да ми е поголема, ама тоа повлекува измени, ќе си ги платам, ќе си ги променам, ќе почекам да помине процедурата. Така да, предпоставувам дека, бидејќи на градот универзална сала, сите оние документи процедурално стигаат и во градот. И да направите политичка реакција врз основа на обична занатска работа која нас ни се случува во градењето е злоупотреба. Меѓутоа, ние реагиравме, не дојдовме да го браниме проектот. Луѓето од проектот си ја знаат работата и си ја вршат работата и они знаат сами да се одбранат. Ние сакавме да изреагираме дека политичарите со ми се допаѓа, не ми се допаѓа и небезбедно со паушални изјави ја девалвираат нашата струка. Ние си имаме процедури во струката кои ги почитуваме, треба и они нас да не почитуваат. Кој ви е поблиска како вака човек? Како што приметувате, немам лакно на јазикот, ја можам да се изразам на начин на кој што сметам
сметам дека треба и заслужуваат граѓаните да го знаат. Допред некое време уште еднаш бурекот што го јадевме не убедува дека е поразлична од баничката што јадеме денеска. Сметам дека и ВМРО и СДСМ кога станува збор за ромски прашања се бурек или баничка. Ни тука немавме правична застапеност, ни овие кога дојдоа на власт немаме правична застапеност. Ни пта од правична застапеност. Немаме министри, немаме директори, одговорот ви е ниту едните, ниту другите, ако добро ве разбирам, така? Нема проблем, ќе дојдеме и до таму. Отворени сме за коалициони партнери, секако, доколку одредени принципи и да не речам услови се исполнети во јавните гарнитури, односно јавната администрација. Ние не бараме ништо повеќе што е надвор од законот. Законски уставна обврска е да имаат ромите и другите етнички групи или помалку бројни заедници правична застапеност. Не се сомневам дека ќе бидете успешен и дипломат, како што ќе бидете веројатно и успешен политичар, но не ми одговорите на прашањата за СДСМ или за ВМРО. Океј, ќе бидам малку попрагматичен. Лево или десно, со еден збор. Нема никаков проблем. Видете, тоа што они прават реформи во нивните политички гарнитури и именуваат нови лица, нови луѓе, сметам дека можеби ќе отвори пат за некоја потенцијална соработка. Сега да бидам малку попрагматичен и подиректен, затоа што знам дека сакате да бидам малку подиректен. Сега тука алудирам на СДСМ, каде што нели имаат нови лица под председатели. Да речеме Богоев е некој што би можеле да имаме потенцијална соработка. Да идеме во ВМРО. Во ВМРО имаат под председател овој што е ново изменатиот градоначалник. Само да завршам. Не ме разбравте добро. Нема никаков проблем. Значи мене ме интересира само да не ме прекинете докато е благодарам однапред. Значи ако имаме во СДСМ подпредседатели нови од типот на Богоев, ако имаме во ВМРО подпредседатели нови од типот на градоначалникот на аеродром, мислам дека можеме да најдеме некој така партнерство за следниве, интелектуално. Тоа ве разбрав. Но јас сакам да насетам вашата партија каде повеќе идеолошки припаѓа, за да дојдам до прашањето како залутавте или не залутавте во левица. Фала ви многу. Бидете малку подиректни, ја вакво ќе одговорам подиректно. За левица и прашањето на левица и како залутавме таму е многу едноставно. Јас сакав да излезам од ромска политичка партија или од ромска гарнитура за да негувам автохтоно лидерство. Ама ја немав автономноста да креирам своји советници. За разлика од левица кој што ми ја даде автономноста ја да се избирам мои советници. И поради таа причина, единствена причина, излеговме од Добро, и завршија изборите и ги напуштивте. Фер ли е тоа? Вака. Или во политиката се е дозволено? Рековте, зборуваме за факти и докази, така? Нема доказ дека ја бев дел од левица, ниту член на левица. Така да не можете и тезата не ви држи дека јас не обвинувам, не ме разбравте, напуштив. Но факт е дека вие како кандидат на таа политичка партија се промовиравте во јавност. Видете, и ние гласачите излегуваме и на пример гласаме за вас, само можеби по таа линија. Ги излажавте ли малку ова е факт? Да заличам како е мој колега, ги излажавте ли малку ова гледачи? Сега и друг факт и доказ, каде што нели пред фактите и боговите молчат. Прво и основно, колку што видовте на тие листови што ги имате и CV-то што го имате, па сега и ме аднавте на Facebook, ќе видите дека во последниве 10 години како бевме ние активни. Многу активни. Тоа значи дека јавноста и граѓаните не знаат по левица, туку не знаат по индивидуа Тефик Макмут кој што од секогаш беше активен. Ако сакате факти и докази, најмасовните протести организирани во историјата на ромскиот активизам, ние ги направивме. Идете по МВР, ќе видите дури и на времето на Груевски, кога сите молчеа и сите се плашеа да се бунат, ние бевме тие што масовно ги организиравме луѓето. Не знам, настани против ЕВН, настани за етничко профилирање на границите. Исто така, кога сите беа апсолутно апатични, зборувам за невладини организации, зборувам за политичари, зборувам за индивидуалци, зборувам за самоименувани лидери, ние бевме тие што излекуваа на терен и бевме активни. По тоа не препознаваат луѓето, а не по не знам политичката партија од кај што излеговме. На промоцијата токму благодарение на Маја Димитрова и нели на исто така и тука морам да истакнам и директорката на Националната галерија Дита Старова Ќерими, навистина помина, па можам да кажам како светски настан. Настан на кој што присуствуваше и првата наша дама, сопругата на нашиот председател, госпоѓа Елизабета Кирхиевска, министерката за труд и социјална политика,
мислам дека беше председателката на комитетот за односи меѓу заедниците, госпоѓа Арбана Пашоли, и имавме исто така представник од Министерството за култура. Така што Добро, кој успеа да го собере овој државен ешелон и тоа во недела? Сите со заеднички сили. Дел на вистина, значи, но мислам целата тежина е понесе токму Маја Димитрова. Ајде да се вратиме сега на содржината на книгата за нашите гледачи на Дистрикт. Опишете за поводот, за мотивот и што таа содржи внатре. Книгата составена од 21 кус расказ. Целно се одбрани да бидат напишани куси, затоа што во денешно време, кога сме бомбардирани од голем број информации, особено по социјалните медиуми, луѓето се помалку сакаат да читаат. Првиот расказ, или како може првиот дел да го наречем, да. Ако добро сум запишал, денот кога Адам пристигна на нашата планета, до последниот збогување. Што има во првиот, во последниот и меѓу овие два дела? Што опишува Аниса? Сето е низ примерот на собственото дете? Да, значи сето тоа се 100% реални приказни, кои што ние ги доживеавме, реални емоции и реални решенија, бидејќи таму решени на ситуациите, каде што јас најмногу со најголема топлина се сеќавам на оној расказ каде што Адам го сретна председателот Глигоров, сега веќе покоен. Значи тој ја покажа и тогаш својата големина при неговата средба со Адам, иако Адам на која возраст беше детето? Адам беше тогаш некаде 4 годишна возраст и Адам од секогаш бил многу убав, секогаш пленал со својата убавина и привлекувал внимание. И тоа се случи во градскиот трговски центар, нели се паркиравме ние на паркингот, во подземната гаража и тргнавме за да купува Адам алишта некои одредени. И како ние одевме нагоре, догледав позната личност, како се симнува надолу, тоа беше нашиот председател, кој што беше навистина веќе истоштен, или неговите последни денови. Таму беше и неговиот кабинет во трговскиот центар, во една од кулите. Не го знаев. Таму веројатно и близината на таа средба. Да. И тој како се симнуваше по скалите, навистина беше многу тешко одеше тоа негово симнување. Да, и тој застана, го погледна, и му пруши рака да го се поздрави, а Адам нормално се закикоти, бидејќи секојаш се кикоти, и јас како мајка нели Адам земи ја раката брзо, му ја оставив раката во неговата рака, нели као, затоа што јас секогаш сонував дека Адам бев убеден дека Адам ќе биде председател на Европска унија, имав големи планови за него. И кога председателот свати дека Адам не може да му возврати, само му рече: "Дедино, блажено среќен да си ми, ама така со еден таков толку топол глас, таква некоја си љубов, разбирање, поддршка што никогаш нема да можам да го заборавам тој глас." Толку години тоа го носевте во себе за да го истурите сега на страниците на ова ваша последна книга? Да, затоа што тоа се ретки се тие моменти каде што јас се сретнав со човечност во нашето досега. Ќе читаме книгата, но ајде уште случка две од овие доживувања за гледачите на Дистрикт. Случка 2, па еве, многу ми го сакаат расказот "Две тегли Еврокрем", каде што нели Адам аутизмот е секогаш пропратен со стереотипи, тоа значи дека се повторува едно исто движење постојано. И сега кај Адам, меѓу тие две стереотипи се случи да 2 години јаде исклучиво аргета, паштета и Еврокрем. Ништо друго не можеше да јаде. И ние тргнавме, значи, на логопед, јас застана во кам за да му купам вода, и тој посака да земе од теглите Еврокрем во кам, но тој никогаш еднаш земавме и не сакаше да го јаде тој нивниот Еврокрем што е бело кафено. И јас ги извадив теглите, ставав други продукти. Еврокрем и агрокрем нешто по продавници, да, ама тој ми ги Нутела беше оригиналот. Не, овие тогаш беше, оние германски, ама некако не беа вкусни, ни јас не ги сакам. И тој ми ги врати моите продукти, ги зел теглите. И нормално, нели, неколку пати ја повторуваме оваа случка, јас доаѓам на каса, одеднаш слушам некој кикотење, ама веднаш го познам неговото кикотење кога тој прави некоја глупост и кога е свесен дека ќе ме изиритира, ама сепак си го прави тоа своето. Се вртам и гледам дека во двете раце држи по една тегла Еврокрем. И му велам: "Адам, спушти ги теглите." И тој се кикоти: "Адам, спушти ги теглите сега веднаш." И тој не, јас се повторам, нели, да не викам: "Адам, спушти ги теглите."
Меѓутоа, тој како што се кокотеше во паѓа едната тегла, и јас онака вригам веќе, мислам дека ушите ми свират, ама продолжувам повторно смирено, Адам врати ја теглата. И тој ки, и другата тегла му падна, и се скрши. Отпор. Да. И јас онака гледам, вријам, ама се вртам и викам на продавачката Тивко, ќе ве замолам, наплатете ги двете тегли. И излегувам, и верувајте ми, навистина е тоа така, дека буквално ги чувствував погледите на луѓето, како ми го бодат грбот. Буквално онака чувствував како ми крвари грбот од нивните осудувачки погледи, дека нели моето дете е невоспитано, јас сум никака мајка, така натаму. И небитно, ние продолживме, јас му реков, нормално по пат, не тава да смеш да го правиш, но ние утре ќе имаме нова лекција. И утре дента се враќаме повторно во истата продавница, Адам повторно се обидува, меѓутоа јас му дам, не може. И Адам многу добро знае кога јас сум навистина лута и кога навистина не може. И тој почна да цупка во место, да вриска, да писка, му реков, не може. И тој почна да ползи. Како што ползеше низ целиот камп ползи и сите луѓе буквално како во трнорушка застана, не мрдаат вкучаните и гледаш што се случува. И се јас нормално се изборувам на Адам, меѓутоа работава е зборам те Кирко, сети се знал, нема врска Адам, нема да добиеш крем, изчисти го целкам, меѓутоа нема да добиеш крем. А сите овие кои што слушаат и нема друга работа да прават, нека гледаат. Во истиот момент како да си направил и луѓето продолжи да си ги прават своите работи, но нормално дека имаше нели по соклавање, мрдање, па онака во мајца. Опасноста за Балканот се намалува всушност во Украина, бидејќи Украина го подигна алармот кај западните сили и кај НАТО пред се. Па прво што направија во Босна е што прати нови 500 припадници на ЕУФОР веднаш за да таму да ја стабилизираат. И веднаш гледаме дека во последните месеци изјавите на Додик се сосема диаметрално различни. Омекнаа сосема, да. Вучич гледаме дека не му е воопшто сеедно, значи онака народски кажано се поти на секоја пресконференција кога зборува за запад и за исток, веќе он не е толку комотен сега да седи на две столици. Гледаме дека западот од него бара да се одлучи. Така, ајде се вратиме на Украина. Која е крајната цел? Што може Москва да постигне со ова? До кога може да трае интервенцијата? Што ќе седнат утре на зелена маса? Крајната цел е... Дали ќе ја делат или ќе остане Украина унитарна во рамките на Обединетите нации? Тоа ми е клучното прашање. Крајната цел е флуидна, они влегоа со едни оперативни цели, не ги исполнија, значи се уште не исполнија ниту една од оперативните цели, 17-18 дена од инвазијата. Слушам тоа, зошто се бројат денови? Требаше за 2 дена да падне Украина на колена? Па требаше од каде таа прогноза? Во сите тие анализи кои ги прават, значи добри војни стручњаци се предвидуваат дека ваква кампања треба да биде брза и треба првичните цели да ги постигнеш брзо и ефективно, доколку сакаш да победиш. Инаку подоцна ти се вовлекуваш во подолготрајна војна, се вовлекуваш, можеш да правиш работи кои претходно не си сакал да ги правиш. Се јавува герила, веројатно. Русија напаѓа и цивилни цели гаѓа, значи на некој начин е изнудена сега Москва влегува во војна, ослободување за освојување на градови. И тоа е неминовно. Значи тоа никој не го сака. Секој ден трпат жртви, трпат економски санкции, економски последици. Нормално е дека сака брзо да го реши. Како е во Украина проруското расположение? Можна ли некоја граѓанска војна која ќе стиша ова, да се развие некој нов бран сега? Тоа е вториот факт што русите се изненадени во Украина, што освен тие нивни области кај што се руси или баш руско население, они се изненадени од отпорот на проруските украинци кои досега биле. Они очекувале дека кога ќе влезат во Харков или кога ќе влезат во Мариупол, ќе бидат пречекани со цвеќиња, но тоа не се случува. Во сите градови кои они ги освојуваат и кои ги освоја и тие на југот помали грачиња, но и не толку мали, доживеа граѓански отчор. Луѓето масовно излегуваат со украински знамиња, им пеат улице на војниците, им велат одите од тука, вие сте тука окупатори. И они се шокирани од тука. Пред се војниците. Они сведочат, велат, нас ни кажаа друга работа кога влеговме, сега вика, тука влегуваме, не гледаат како окупатори, ни вела да си одиме. И, значи, нив исто така ги изненади таа реакција. Кои се гафовите на руската армија? Каде таа потфрли? Таа потфрли во
на многу начини преце во логистиката, тоа има стара болка, уште од војната во Грузија, 2008 година, и сега им се повторува. Значи, буквално руските... Што значи логистика? Не ги снабдуваат доволно единиците со храна, со гориво, со медицинска заштита, со... Нив им напредуваат сега, да речеме, оклопните единици напред, тенкови оклопни транспортери, и некаде застануваат. Значи, они не предвидуваат, немаат добар ланец на логистика да ги снабдеваат тие единици, за да може да напредуваат брзо и ефективно. Понатаму, иако Путин тврди дека употребуваат само професионална војска, па потоа призна дека не е само професионална, рече сега ќе направиме истрага, зашто таму има регрути. Од овие видеа што ги гледаме каде што украинците заробуваат руски војници, тоа многу, стотици. Значи, досега не видено во еден вака современ конфликт толку да се заробат војници на една модерна армија, тоа се претежно регрути, тоа се млади деца по 18-19 години, кои поима немаат кај дошле и што дошле. Трета болка е што русите не го употребуваат војното воздухопловство многу малку, недоволно, значи во вакви современи војни конфликти веќе тенкот станува излишно борбено средство. Има предвидување дека во 21 век тенкот ќе биде тотално неважен дел. Ќе повеќе тежи на армијата. Војник поединец или цивил од рамо може да уништи тенк со овие современи оружја, но зошто не употребува авиацијата? Па не употребуваат прво за тоа што очигледно е дека руските авиони и хеликоптери не се доволно модернизирани да може да летаат на доволно високи... Се добра цел, значи. На големи височини, за да може да напаѓаат од дистанца. Току мора да летаат ниско. Ниско, украинската одбрана, која се уште функционира, внимавајте, тоа е многу битен податок, се уште функционира противвоздушната одбрана на Украина. Тоа значи украинската војска е организирана и функционира. Не функционира, туку шокира што се уште им функционира противвоздушната одбрана, бидејќи тоа требаше да биде уништено во првите денови. Се уште полетуваат украински ловци и хеликоптери, тие малку што им останале, бидејќи 90% им уништено во првиот напад, се уште може да летаат и тоа е шокантно.